Почитувани граѓани, почитувани медиуми, под слоганот има решение, денес ја најавувам кампањата за промоција на медиацијата како алтернативен начин за решавање на споровите и за подигање на свеста на граѓаните за придобивките од нејзината примена. Оваа кампања е од јавен интерес со цел афирмација на медиацијата и подобро запознавање на граѓаните со текот на постапката на овој начин на решавање на споровите, а истата е дел од стратегијата за реформи во правосудството. Водени од европската перспектива на земјата како стратешка определба на владата на Република Северна Македонија, реформите кои Министерството за правда ги спроведуваше изминатата година имаа за цел вградување на европските вредности и принципи во правото и правосудниот систем, кои се во интерес пред се на граѓаните. Меѓународните извештаи го поздравуваат напредокот на реформите во делот на правосудството и препорачаат да се продолжи со понатамошно промовирање на употребата со цел создавање услови за ефикасно решавање на споровите преку алтернативни начини. Алтернативно решавање спорови преку медиација е голем чекор напред, не само во насока на забрзување и ефикасност на решавањето на споровите, туку и во насока на помодерно решавање на споровите генерално. Од решавањето на споровите по пат на преговори корист имаат не само поединците, туку и правниот систем и општеството во целост. Со користење на медиацијата како инструмент за решавање на споровите се намалува бројот на судски предмети и се отвара простор судовите уште поефикасно и ефективно да извршуваат својата функција, при тоа имајќи ист ефект како и одлуките на судовите. Ова е всушност еден од начините за враќање и зајакнување на довербата на граѓаните во судството, на која преку сет активности од стратегијата за реформа во правосудството интензивно работевме, бидејќи останува наша примарна цел од која не се откажуваме и на која следниот период убеден сум дека уште поинтензивно ќе се работи со наредниот министер за правда. Иако медиацијата кај нас е присутна 15 години, поголем дел од граѓаните не се запознаени со природата на медиацијата или пак со позитивните ефекти на ваквиот начин на решавање на споровите. И по инерција веднаш започнуваат постапка пред суд, не знаејќи дека овој начин на вонсудско решавање на спорови е поедноставен, трае пократко, чини помалку, доверлив е и без негативни ефекти. Пред 3 недели стапи на сила и новиот закон за медиација, на кој Министерството за правда работеше изминатата година, а кој има за цел успешна примена на законот во пракса, воедначена примена на законските одредби од сите медиатори, промоција на медиацијата и резултатите од нејзината примена. Решенијата што ги нуди новиот текст на законот за медиација преку доуредување и надградување на одредбите од постојниот закон, ќе ја зајакнат довербата во употребата на медиацијата во нашата држава, со што таа ќе обезбеди заслужено место во општеството, а од друга страна ќе се зајакне и правната сигурност на граѓанинот и ќе му се овозможи многу побрз и посигурен начин за остварување на своите права и интереси. Со воспоставувањето и унапредувањето на медиацијата како сигурна и ефикасна процедура за решавање на споровите, ја зајакнуваме и правната средина за бизнисот, особено примамлива за користење, станува во стопанските и работните спорови. Бидејќи на странките во овие спорови, најважно им е брзо и ефикасно, без многу финансии да ги решат конфликтите и при тоа да не ги изгубат деловните партнери. Затоа повеќе од потребна е и оваа кампања, која има едукативен карактер за подигнување на свеста кај граѓаните и кај компаниите дека има решение за споровите и надвор од судовите. Кампањата во себе вклучува промотивни видеоспотови, рекламни банери и веб страница, која ќе биде промовирана во почетокот на следниот месец, на која граѓаните ќе можат да се информираат за текот и постапката на медиацијата, но и лесно да го изберат својот лиценциран медиатор. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, медиацијата не е лек за сите слабости во правосудниот систем, но треба да се има предвид дека може да стави крај на 50 до 70% од споровите. Например, во Соединетите Американски држави дури 90% од споровите се решаваат на овој начин, а во Западна Европа, во државите од Западна Европа, повеќе од 50%. Ние, секоја година, почнувајќи од 2017 година, бележиме пораст
во примената на медиацијата како алтернативен начин на решавање на споровите, но во моментот се уште сме далеку од нејзиниот вистински ефект. Лиценцираните медијатори, заклучно со 2021 година, прикажаа внес на скоро 3500 предмети во регистарот за евиденција на постапките за медиација во Министерството за правда, од кои 1730 завршиле со спогодба. За целосна примена на овој ефективен метод на решавање на спорови и негово заживување потребно е вклучување на сите релевантни актери, представници на правната фела, граѓанскиот сектор, стопанските комори, институциите, судовите обвинителствата и се разбира медиумите. И искрено верувам дека секој од овие фактори и релевантни актери во својот домен на делување и на свој начин преку добра практика ќе даде свој придонес во овој процес на промоција на овој ефективен метод за решавање на споровите. Очекувам успешна реализација на кампањата и постигање на целите за нејзино спроведување, затоа што граѓаните треба да знаат дека има решение за споровите од кое сите може да имаат бенефит. Ви благодарам.